Антикорупцијска комисија поднесува иницијатива до обвинителството кривично да се гона текст градоначалникот на Газибаба Борис Георгиевски и актуелниот на Студеничани Азем Садики. Антикорупционерите тврдат дека Борис Георгиевски како прв човек на Газибаба работел недомакински и трошал средства од буџетот, бидејќи дозволил да се издигне дивоградба која во 2019-та започнала со работа како салон за автомобили. Службено лице кое со искористување на својата службена положба или овластување, со пречекорување на границите на своето службено овластување или со неизвршување на својата службена должност, ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од 6 месеци до 3 години. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски не постапи по барањето и двете ургенции доставени од наша страна за да се изјасни и да ги достави бараните податоци и информации. Од друга страна, актуелниот градоначалник на Студеничани Садики и членовите на Советот се исплатиле 908.000 за присуство на седници кои воопшто не се одржувале, велат од Антикорупцијска. Дополнително, Државниот завод за ревизија немало обезбедено документација за средства исплаќани за поправки на автомобили, одржување на улици и слично од општината без соодветна подкрепа. Зошто ревизорите не издале мислење? Затоа што во 2020 година на сметката основен буџет на општина Студеничани биле исплатени средства во вкупен износ од 2,4 милиони денари без соодветна подкрепувачка документација. Овие исплати вклучуваат поправки и тековно одржување на улици и патишта во износ од 1,9 милиони денари на 20 добавувачи по фактури во кои предметот на набавка и видот и количините на изведените работи се идентични, а нема прилог во градежната книга, ниту има дневник од каде што може да се потврди дека работите се извршени и се одобрени. Начинот на кој работел Садики бил спротивен на законите, велат антикорупционерите, бидејќи не доставил соодветни документи за промената на финансиската состојба. Антикорупцијската комисија одсега ќе ги обработува извештаите на ревизорите и ќе пријавува во обвинителството за кривична одговорност за функционери кои ги кршеле своите овластувања.